Онлайн запознавањето со години важи за метод за наоѓање романтични партнери, но луѓето во Њујорк се чини дека ги напуштаат таквите апликации во замена за нов начин на запознавање – клубови за трчање. На крајот на пролета одлучив дека повеќе нема да бидам дел од апликациите за запознавање. Нема успех во тоа. Беше интересно, запознавав луѓе на забави и на уникатни начини како со овој клуб. Според глобалната платформа за настани Eventbrite, настаните за запознавање во фит форма имаат зголемување на посетеноста од 135% минатата година во споредба со 2022. Еден од најпопуларните собори за луѓе кои со спортски дух бараат љубов е Lunch Run Club, кој секоја среда навечер организира собори на Вашингтон Сквер парк во Манхетен. Дури има и кодекс за облекување. Сите имаат црна облека во Њујорк. Тоа е нешто како њујоршка униформа, па затоа ја направивме кодекс. Цели во црно, ако не сте во врска. Во таква комбинација покажуваме дека сме отворени за секого, па дури и луѓето кои сакаат да направат пријатели. Сакаме и тие да дојдат, да уживаат во клубот за трчање. Само наведовме дека ако сте во врска, тогаш носете облека во друга боја. Многумина присутни тука зема учество поради заморот кој им го создавал апликациите за запознавање, искуство што го истражуваат експерти за запознавање. Мислам дека има одредено разочарување со апликациите за запознавање. Чувство дека тие се опција, но можеби не најдобрата опција. Додека брзото запознавање како лице в лице, можеби во групи каде што има слични интереси, дозволува луѓето да се поврзат лично и да го имаат тој првичен разговор без телефонот како посредник. Стив Кол го основал Lunch, апликација за запознавање ориентирано кон луѓе со спортски дух, која го инспирирала клубот Lunch Run. Клубот од својата прва средба од 30 учесници пораснал на повеќе од 1200 луѓе кои се пријавиле за овој најнов вид на запознавање. Тоа е всушност најголемиот настан за слободни луѓе што некогаш бил во Њујорк. Ние го соборуваме и тој рекорд со тоа што секоја недела се собираме. Продолжуваме да растеме. Трчањето се протега на околу 3 мили со опција за пократко одење и завршува во неколку барови по избор на учесниците. Големиот настан е пиво, каде што сите се собираме во еден бар. Тоа е одлично. Кодуто од Универзитетот во Бостон вели дека средбите со заеднички интереси се ефикасни. Мислам дека поврзувањето трае поради заедничките интереси. Без разлика дали тоа е трчање и дали тоа е музика во живо. Без разлика дали тоа е запознавање во пивница. Според Eventbrite, активностите за запознавање лице в лице во САД минатата година забележале пораст од 42%, споредбено со претходната 2022 година.